во објаснувањето. Добро, само професор да не Добро, ги слушам како дискутират. Што е вашиот впечаток? Јасно ви е? Мој впечаток е навистина владата точно дека е одговорна и председателот, меѓутоа мислам дека тоа е од интерес на граѓаните да се вклучат во таа фаза на преговори и од опозицијата представници. Не само од СДС, туку и од другите партии. Добро, тоа е веќе абсолвирано прашање дека ќе се вклучува. Прашањето беше зошто, дали е темпирана изјавата? Па сега изјавата дали е темпирана дојде бидејќи постојано се нагласуваше дали има став. Значи вие сте на одбрана на господинот Илија Димовски? Не сум во одбрана на ничија партија, на никоја, ја не припаѓам на ниједна партија. Мојот став е кој ќе се заврши, кој ќе се изгради еден став заеднички, во кој ќе учествува и опозицијата и позицијата, тогаш ние можеме да излеземе со конкретен став. Ние немаме консензус. Мене ме чуди, она дадов критика и за СДСМ. Вика, ние нема да учествуваме во референдум. За СДСМ. И сега и за ова пак некако мора да сватат дека тоа е од интерес на сите и на граѓаните. Реков и преска кажа, пак ќе кажам, граѓаните не се собственост ни на едната и на другата партија. И затоа ова изјава мислам дека е прерана. Сепак требаше да дојде предлогот од Нимиц, да се оформи став и тогаш да се каже, имаше референдум, го оправдам како крајно решение. Пред да одиме на втори дел, само по едно кусо лично прашање. Еве, господине Димовски, како вие би гласале доколку се постави на референдум прашањето за промена на името? Дури да е и Северна Македонија, ќе го слушате премиерот, лидерот? Да или не? Тој кажа негативно би гласал за предлогот. За тој предлог за кој што беше спомнат, несомнено, вака сум премногу сигурен дека би гласал против и тоа не е поврзано со изјавата на председателот на владата, туку како што ви кажав на почетокот е многу интимно чувство. Така. Не мора да ми одговорите сите на прашањата, господин Зибери, вие дали би гласале за промена на името доколку се постави тоа на референдум? Јас сум против идејата за распишување на референдум, меѓутоа дозволи само кратка интервенција. Треба да ги раздвоиме прашањето на водење преговори, која е надлежност на владата и председателот, и прашањето на донесување одлука која е исклучива надлежност на собранието. Овие две прашања значи првин треба владата да преговара, да дојде до нешто конкретно за да може да го предложи на собранието. Но одлуката ќе ја донесе собранието без оглед дали преку референдум или само како одлука и односно изјаснување. Пратениците во случајот и мнозинството ќе мора да се изјаснат на референдум што тие всушност поддржуваат или не поддржуваат. Господине Андов? Да не направиме поголема збрка од таа што е веќе направена. Владата, извршната власт и председателот се координират, очекувам се координират и ќе се разберат. Председателот нема да предлага, затоа што веројатно со некој акт за ратификација или нешто ќе се предложи, па не може закон да предлага, например, председателот. Зависи тоа актот каков ќе биде. Меѓутоа, преговорите ги водат извршната власт. Таа ги води. Ако таа сака консултација со собранието во фаза на подготовки на преговорите, може да излезе во надлежната комисија или на пленар, на седница и каде да е, да ги чуе и мислењата по конкретниот предлог што го добила, какви се мислењата и какви сугестии има, да кажеме, од коалиционите партнери во собранието, од опозицијата и така натаму. Тоа може да се направи. Тоа е работа што претходи на преговорите, ако сака владата тоа да го направи. Владата досега тоа не го направи. Да, ако сака тоа може да го направи. Меѓутоа, се едно го направила или не го направила, таа има изворни, извршната власт има изворни, уставни изворни овластувања и обврски и право да преговара. Таа ги води преговори. Никој друг не може да ги води преговори. Пред да продолжиме со дебатата, предлагам само куса, ако може, зашто фудбал ќе почне, сите сакаат да гледат Интер Барселона. Значи, во секој случај треба да потенцираме дека не станува збор за преговори, станува збор за разговори, тоа е во согласно со привремената спогодба. Втора работа, секако дека ќе дојде до собранието. Значи не преговараме за името? Разговараме. Тоа е формално правно, меѓутоа има политички импликации, како што кажа господинот. Уште ни до преговори не сме стасали. Втората работа што е многу битна, како формално би требало да изгледа решението. Прво, мора да има резолуција на Советот за безбедност.
Второ, треба да има извештај од генералниот секретар до Советот за безбедност, или прво и второ, и трето мора да има билатерален договор помеѓу двете страни кој што ќе биде во правно наследство на привремената спогодба. Како и да е, тоа ќе дојде повторно. Оваа работа разбравме дека вие и како мнозинство во парламентот ќе се изјасните во собранието. Апсолутно, ама и одговорноста е сепак ваша. Никој не бега од таа. Меѓутоа треба формално сепак мора да ни биде јасно зашто разговараме, за да ни биде јасно зашто разговараме, мораме прво формалниот дел на Добро, ќе се вратиме во едно време на 90-тите. Само кратко. Не се согласувам ниту според мене ниту се разговори, ниту се преговори. Вакво нешто, јас се бавам со наука 40 години, од 70 година. Ова за мене, моја оценка генерална, тоа не се ни преговори и разговори. Тоа е наметнување. Преговори кои ќе се врши, водат разговори на највисоко ниво, ако не професионално, на ниво на влада, на министри, на ниво на партеници во парламентот има комисија за надворешна политика. Ние мора да ги завршиме тие разговори. Тоа според мене е наметнување. И да дадеме решение. Според мене голема стапица е што под притисок, под влијание на Грција се издвои, се раздвои прашањето. Вика сега не разговараме ние, вика разговараме за името, вика идентитетските прашања ќе оставиме настрана. Добро, тоа ќе се сконцентрираме, значи на ова зашто сме дојдени вечерва, за да не ја шириме темата. Не треба да се двои, тие се неразхилнив дел. Да, вака ќе ве прекинем за да го видиме прилогот на колешката Христина Антовска, која денеска пронајде некои документи, односно плакати кои сведочат за претходните референдуми, меѓутоа и пронајде луѓе на кои што значењето на референдумот и промената на името влијае или не влијае на нивната кариера. Се работи за луѓе кои не се политичари или престанале да се занимаваат со политика. Зад оваа врата на правниот факултет во Скопје се наоѓа многу повеќе од она што се чини само професорска канцеларија во која работните денови ги минува професорката Добринка Тасковска. Оваа канцеларија и професорката се чувари на плакати кои раскажуваат приказната за референдумот 1991 година. Во една јавна, но непосетена просторија на факултетов ги најдов овие плакати. И едноставно доживеав интелектуален и емоционален шок заради тоа што ни јас не знаев дека во 91 година референдумот во Македонија бил организиран со многујазични плакети. Во 1991 година тоа не ни го наметна ниту меѓународната заедница, ниту оружјето, туку токму нашата совест. И ден денеска уште повеќе ги ценам затоа што мислам дека токму овие плакати, вакви какви што се, боите и дизајнот покажуваат дека македонскиот идентитет е многу побогат него што мислиме, меѓутоа за жал крајно неистражен и тоа може би токму од оние кои што најмногу го потенцираат. Културологот Ана Мартиновска раскажува своја приказна. Само една недела по ветото во Букурешт на театарски фестивал во Солун. Таа е представена како гостин од Македонија. Во време кога верувавме дека нашите односи се нарушени, а нашето патување се сметаше за непожелно, на прескартичките без референции и представки, раскажува Мартиновска. Не очекувавме убава реакција, бивме малку можеби дури и плашени, бивме да речем спремни на тоа дека можеби ќе треба да се бориме за да го извојуваме нели на некакво лично, индивидуално ниво да извојуваме нашата победа. Излезе дека навистина немаше потреба никаква борба. Но нештата се прилично покомплексни од она што го пишуваше на нашите картички, потенцира Мартиновска. Идентитетот не е една трајна и фиксирана категорија, туку дека станува збор за еден динамички процес и дека не е можно кога зборуваме за идентитетот да зборуваме само за една димензија од целиот тој процес. Секако дека името е една од клучните одредници на идентитетот, меѓутоа тука има и многу други. Да, секако дека јас би сакала името на државата да остане Република Македонија. Меѓутоа тоа е премногу симплифицирање на нештата. Ѓоко Таневски скоро ќе има можноста да ја представува Македонија пред европската јавност. Вели дека сепак непријатно ќе му биде таму да настапува под уставното им Република Македонија. Многу погордо, многу посигурно, не дека овој пат нема да бидам горд што ја представуваме баш мојата држава Македонија, но секако дека би било многу подраго да бидам Македонија во оквирот. Секој од нашите ликови на професионално поле бие своја битка, но ги поврзува успешноста, а зад неа секој со своја приказна и порака за тоа колку може да помогне или одмогне идентификувањето со името или пак нацијата и идентитетот.
Имаме уште малку време за да привршиме со дебатата. Она што господин Зибери го наметнавте на почетокот. Дали одреден референдум би не поделил по етнички линии или увертира во поделбата на државата?